Го чувме 27. псалм кој говори за сигурноста која можеме да имаме во Господ, а тамо каде што има сигурност, тамо има и смелост. А најсигурното место е покрај Божјото присуство. И сега вие се наоѓате на едно сигурно место. Сите што решивме да дојдеме ова вечер овдека во Божјото присуство, сме решили да дојдеме во сигурноста. Обратно, спротивно на сигурноста и смелоста е стравот, фобијата. И оно што го карактеризира современиот човек е појавата на многу видови стравови. Многу нови стравови се појавија. И популарно или така медицински познато ко фобии, списокот на фобиите постојано се зголемува со нови и нови фобии. Некои се чудни, некои се непријатни. Има различни фобии. Луѓе се плашат од различни работи, се лекуваат, ги третираат психијатри со лекови, со други третмани од најразлични видови на стравови. Например, има луѓе кои се плашат од одреден вид боја. И секоја фобија си има свое име. Например, има луѓе кои се плашат од виолетова боја, порфирофобија се вика таа фобија или таа болест. Има луѓе кои се плашат од влакна. Дури кои ќе видат влакна на човек, ги фаќа некаков страв и паника. Тоа се вика чаетофобија. Има пак луѓе кои се плашат од луѓе кои немаат влакна. Има луѓе кои се плашат од предмети, ако имаат од лева страна, тоа е левофобија, или пак предмет од десна страна, декстрофобија. Има луѓе кои се плашат да седат. Таласофобија е фобијата на луѓето кои никогаш не седнуваат на стол, туку или стоят и одат, или лежат. Друга страна пак има луѓе кои се плашат да стоят и да одат. И затоа мора или да седат, или постојано да лежат. Тоа е стабиспасифобија, така се вика. Имаме страв на луѓе од страв или фобофобија. Тие постојано живеат во страв да не испаднат во некоја фобија. Има метеорофобија. Има луѓе кои не спијат навечер и пијат лекови за смирување, зашто се плашат дека преку ноќта ќе падне метеор и ќе ги убие. Има луѓе кои се плашат од глобалното затоплување. Не е смешно, така е навистина. Копат подроми големи, се обезбедуваат со храна за неколку години, се опремуваат во засолништа, зашто очекуваат катастрофа, за да бидат така обезбедени за неколку години. Неширокиот страв, нераспространетиот страв кај луѓето, велат, познаат стручњаците, е стравот од говорење пред луѓе или на јавни настани, или на служби. И ние го чувствуваме тој страв и тој проблем кога канеме луѓе за молитва. И тоа е вообичаен страв и тоа е најприсутен страв, но овде ќе видиме како и овој страв се лекува. Има решение за секој вид страв. Сега, кога говориме за стравовите, не мора задолжително стравот да го третираме како нешто негативно. Има наша народна поговорка која вели стравот го чува лозето. Така, стравот, оној разумен страв, не чува од безодговорност, не чува од неподготвеноста. Така да, овдека ние говориме за стравови кои доведуваат до состојби на паника и неразумно поведение. Страв кој може да парализира и да не спречи да действуваме нормално и да живееме во животот. Спротивно пак на стравот е смелоста, увереноста, сигурноста. И човекот, ако избере ако би можел да бира меѓу стравот и смелоста, секој
верувам дека секој би го избрал храброст, би избрал смелост. Зашто самиот човек сака смелост. И човекот сака смели луѓе. Во приказните, во бајките, во филмовите, јунаците се смелите луѓе. Во историјата се истакнуваат и се почитуваат и се спомнува името на смелите луѓе. Сега, човечката историја и човекот има склоност да ги митологизира луѓето и да ги истакнува само добрите и смелите моменти од нивниот живот. Нема таков човек кој цело време бил само силен, смел и добар. Зато Библијата како Божја книга, а не како човечка бајка, ги представува јунаците во Библијата објективно и во нивните силни и во слаби страни. Но она што е карактеристично сепак за библиските јунаци, оние кои ги почитуваме, оние кои ги спомнуваме, што биле смели луѓе. И Библијата е полна со смели луѓе. И тоа е нормално да е така, зашто, како што вели пише апостол Павле, Бог не ни дал дух на страв, туку ни дал дух на сила, љубов и воздржување или самоконтрола. Тоа го пише во 2 Тимотеј 1:7. Многу смели луѓе има, исклучително смели луѓе има во Библијата. Представете се еден Даниил, кога беше наклеветен од царските советници, лажно беше наклеветен и беше осуден да пренокјува или да се симне во јама со лавови. И лавовите да бидат уште пострашни и да му биде судбината уште поизвестна, тоест да го дочека смртта, лавовите беа оставени гладни таму во дупката. И Даниил смело влезе во дупката, без размислување. Смелост. Тројцата млади луѓе во Вавилон, Седрах, Мисах и Абденаго, беа фрлени во огнена печка. И тоа печката беше толку жешка, што стражарите кои стоја наоколу изгореа надвор од печката. Легоа, без страв. Но ако така избереме човек во Библијата кој покаже најголема смелост, тоа е Давид, авторот на овој псалм. И во овој псалм ќе видиме тој ни дава аргументи, ни дава основа за неговата смелост. Давид беше навистина смел човек. Смело момче, може да кажеме. Кога отиде еднаш да носи храна на неговите браќа кои беа на фронт, имаше еден голем филистимец Голијат кој ги предизвикуваше израелските војници, но никој немаше смелост да излезе и да се соочи со Голијат. И тогаш Давид рече, јас ке се соочам. Го убедуваа дека е опасно тоа, и тогаш Давид им рече нешто многу интересно. На Саул му рече, секогаш кога твојот слуга ги пасеше татковците си овци, ако случајно дојдеше некој лав или мечка и одвлечеше овца од стадото, јас се спуштав по нив, ги напаѓав и им ја одзимав од устата нивна. Ако пак тие се нафрлеа врз мене, јас ги фаќав за гривата, ги удирав и ги убивав. И ова го кажува еден тинејџер, младо момче. Може да си представите каква смелост. Влегувал во судир со гладен лав или мечка. А лавот и мечката се најстрашните животни, најкрвожедните. Влегува во двобој со лав и мечка. И тоа зошто? И ова го потенцира овдека Давид. Зошто го загрозуваа стадото на мојот татко. Не дозволував една овца да снема од стадото на мојот татко. И потоа целиот контекст е важен. И потоа им кажува и вели, а овдека имам еден филистимец необрезан, кој ја навредува војската на живиот Бог. Јас лав и мечка убивав, а со овој необрезан филистимец ке стане истото, како со нив бидејќи ја навредува војската на живиот Бог. Давид со други зборови сака да каже, па јас не трпев кога лав ќе украдеше една овца, а сега овдека овој необрезан филистимец го навредува живиот Бог и војската на живиот Бог и јас ке стојам така. Ако сум убивал лав и мечка,
за една овца, ќе му седам сега на овој така. Сега, Давид знаеш од каде доаѓа с неговата сила, знаеш од каде доаѓа победата. И јас верувам дека навистина се случували овие работи во животот на Давид. Верувам дека ова не е само некоја фигура, некој начин на изразување, некоја хипербола. Тој навистина го правил сето тоа. Бидејќи бил смел човек. И подоцна останува неговата смелост. Овој псалм што го пишува овде Давид е во времето кога е гонат од Саул. Давид се наоѓаше во многу непријатна состојба. Саул издаде заповед за ликвидација на Давид. Тоа значи дека војник, тогаш немало полицаец, ама војник, овие од храмот што обезбедувале било кој, па дури и граѓанин, можел слободно да го убие Давид. Имало потерница по Давид, мртов или жив да се фати, да се убие, има дозвола од царот. Давид, представете си, држана в сигурност или МВР или некој друг орган да издаде по вас заповед, секој кој ве сретне има дозвола да ве убие и вие да живеете во таква земја. И Давид живее во такво време. Имала една мала групичка луѓе кои биле околу него, кои го поддржувале, мала војска. И тој постојано бега, бил принуден да оди и надвор од границите на Израел. И во таква состојба Давид вели: Господ е моја светлина и моје спасение. Од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот, од кого да стравувам. Дури во таква состојба во која неговиот живот постојано е во опасност, постојано нема миг на спокојство, тој вели: јас не се плашам и сум сосема спокоен. Смелост, сигурност. Од кај доаѓа сето тоа? Овој псалм Давид го дава одговорот. Прво, во вториот стих вели: кога се приближија до мене злобни противници и непријатели за да го изедат телото мое, се сопнаа и паднаа. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое, дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Зошто го кажува? Зошто може да каже цел полк да дојде, јас знам дека ќе бидам сигурен, ќе бидам полн со доверба и нема да се уплашам. Зошто во минатото вели, кога ќе се приближаа злобни противници, кога ќе се доближа непријатели, паѓаа. И тука истата случка и со Лавот, истата случка со Голијат. Давид имаше искуство во животот. Давид имаше доверба во Бог. Имаше вера во Бог. Вера која се градеше на неговото искуство што го имаше со Бог. Давид се доверуваше на Бог за сите идни непријатности и опасности поради она искуство што го имаше во минатото. Велат дека решението за стравот е повторување на една работа. Ако некој ни каже сега да скокнеме со падобранецот авион, верувам дека некој скокал ли со падобранец, може би Славе. Не, никој не скокал. Сега ако ни каже да скокнеме со падобран, ќе ни е страх. Но ако му кажеме на некој кој 100 пати го направил тоа, ќе има ли страх? Стравот е првиот пат, вториот пат. Кога нешто правиш постојано, стравот исчезнува. Така и со молитвата овдека. Кога првиот пат се молише така, тешко, стрема, но колку почесто се прави една работа, доаѓа сигурноста и си оди стравот. Така и она искуство што велам што го имаме со Бог. Давид имаше искуство со Бог. Давид имаше живот заедно со Бог. И тоа му даваше сигурност. И кога дојде во состојба, кога беше буквално против него свртен целиот Израел, тој рече: јас не се плашам. Господ е со мене. Знам што се случуваше во минатото и знам дека Господ ќе ме штити и во иднина. И тоа е решението. Нашето искуство со Бог, нашиот живот со Бог ни дава увереност
за во иднина. И овдека е многу важно, една работа, да помниме што Бог правил за нас во минатото. Ние, фокусирани врз себе, на иднината, фокусирани на нашата благосостојба, забораваме што Бог правил за нас во минатото. Има една нова песна, милостите Божи, припомни ги и ќе видиш колку тој во минатото бил благ. Ако почнеме да пишуваме, еднаш мислам дека Гаго го направи тоа, сите молитви што сме ги имале за нашите тешкотии, колку од нив биле одговорени од Бог. Бог е верен. Само прашањето дали ние живееме со Бог. Ако живееме со Бог, ќе ги забележуваме тие работи. Ако не живееме, успесите или избавувањата ќе се ги припишуваме на себе, на нашите способности или воопшто ќе ги забораваме. Давид, ќе видиме, имаше живот во заедништво со Бог. Тој живееше во општина со Бог. И во тој живот со Бог тој можеше да ја види Божјата слава во секој избавување. Кога ни се случуваат тешкотиите и кога Бог не избавува, да оддаваме славата на Бог, а тоа ќе ни дава сигурност и за понатаму. Така, сигурноста, ова сигурност кај Давид, доаѓа од верата, која пак се градеше на неговото искуство, на исполнувањата што Бог му ги даваше во минатото, на тој заеднички живот што го градеше заедно со него. Понатаму Давид вели: само за едно го молам Господа и само едно сакам, да останам во домот Господов преку сите денови на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Зашто во злочест ден тој би ме сокрил во својата скинија, би ме сокрил под покривот на своето живеалиште, би ме искачил на карпа. Ете што вели Давид: по една работа копнеам, а тоа е постојано да живеам во Господовиот дом. Зошто? Зашто таму е безбедно. Зашто знам дека во Господовиот дом, што е да се случи, Бог ќе ме избави, ќе ме сокрие во својата скинија, би ме сокрил во покривот на живеалиштето, би ме искачил на карпа, на сигурно и безбедно место. Што сака да каже Давид? Божото живеалиште или Божото присуство е сигурно. Таму има сигурност. Тој не сака да каже дека има план во скинијата, во тоа време немало храм се уште. Имало шатор. Во шаторот да си направи кујна спални таму да живее. Идејата е Божото присуство. Сакам да бидам постојано со Бог. И тука гледаме дека тоа искуство што Давид, она што го говоревме, нели, за изворот на смелоста, Божото искуство, не доаѓа од нешто друго, туку од самата љубов на Давид кон Бог. Самиот копнеш на Давид да биде со Бог. Ако сакаме да бидеме со Бог, ако го любиме Бог, ние ќе го цениме искуството со Него. Тоа е начинот, всушност, за да се биде со Божото присуство, да се биде заедно со Бог. Има едно е да бидеш со Бог, а друго е да сакаш и да копнеш да бидеш со Бог. Ти се различни работи. Давид сакаше и копнееше да биде со Бог. И нормално е кога го любиш Бог и си во неговото присуство, резултатот, последицата е сигурност и смелост. Така е всушност со сите односи. Кога си во обкружување на луѓе кои те почитуваат, те сакат, се грижат за тебе, нормално да имаш сигурност и смелост и увереност. Кога си во средина на луѓе кои се свртени против тебе и имаат нешто против тебе и сакат да ти наштетат, не можеш да имаш увереност, не можеш да имаш сигурност во таквата средина, не можеш да имаш смелост. Постојано ќе се чувствуваш тежина, страв и несигурност и очекуваш да ти се случи нешто лошо. Ако го любиме Бог, ако знаеме дека Бог не люби нас и Бог се грижи за нас, ќе го бараме неговото присуство и во неговото присуство ќе се чувствуваме сигурни. И ќе имаме увереност, кој што вели Давид.
Се до тоа да се... А от друга страна пак, самата љубов поттикнува кон грижа, кон смелост. Кога некое дете, ако дете е заплашено од нешто, се уплаши, може да има многу луѓе во просторијата или во близина. Детето ќе го бара родителот. И ќе бара спас, ќе бара засолниште од родителот. Може би родителот да е најслабиот човек на тоа место. Може да е најнеспособниот човек. Но детето ќе отиде кај родителот. Зашто знае дека има таму љубов. Во љубовта е сигурноста, во љубовта е увереноста. Од друга страна, самата љубов поттикнува кон грижа. Хадсон Тейлор е еден од непознатите мисионери кој служил во Кина. И кој еднаш дошле луѓе кај него, ученици, сакале да се приклучат кон неговата мисија, тој им поставил прашање. Зошто сакате да отидете во Кина каде што е опасно да се служи? Што постојано ќе бидете во опасности. И давале различни одговори. Некој рекол, па Господ ни заповеда, ни даде голема заповед во Матеј 28 глава, да отидеме до крајот на светот и да евангелизираме. Други рекле, јас тоа го правам зашто Бог го даде својот живот за мене и така натаму. И тогаш големиот мисионер им рекол, ако немате едно нешто во вас, ако немате љубов кон Бог, нема да успеете како мисионери. Зашто ќе дојде момент кога сите ваши причини, мотиви, ќе се стопат пред опасност. Ако е заповед, ако одите заради заповедта на Бог, кога ќе дојде опасноста, таа заповед повеќе ништо нема да ви значи. Ако му се одолжите на Бог за неговата жртва, пред опасноста и таа и тој мотив ќе испари. Ако го правите тоа заради од хумани причини да помогнете на луѓето таму, и тоа ќе исчезне во опасноста. Но ако вистински го љубите Бог, љубовта ќе ве држи во секоја ситуација смели и сигурни. Љубовта кон Бог и љубовта на Бог кон нас. Тоа е изворот на смелост. Давид го љубеше Бог и Давид ја познаваше Божјата љубов. И затоа може да каже, што е да и насекаде сум окружен од непријатели, нема да се уплашам. Ќе бидам смел и уверен. Значи, тоа е изворот. Сега, прашањето е како да го љубиме Бог, како да имаме љубовта што имаше Давид. Давид копне, само едно вели сакам, да бидам во Божјото присуство, толку го љубам Бог. Лесно ли е да се љуби Бог? Некој го прашале, абе лесно ли е да се љуби Бог? И тој рекол, лесно е ако сакаш да го љубиш Бог. И потоа продолжи и рекол, нема ништо полесно тоа да го љубиш Бог. Треба само да го познаваш. Љубовта кон Бог и познавањето на Бог одат заедно. И тоа е пак со секој друг однос меѓу луѓето. Ти не можеш да љубиш некого што не го познаваш. А не можеш да познаваш некого ако не живееш со него. Ако не поминуваш време, ако немаш заедништво. Ако немаш врски. Во заедништвото, во заедничкиот живот се создава, се гради љубовта, се зајакнува врската, се гради односот. Ако нема заеднички живот, ако нема општење, нема запознавање, ако нема познавање, нема и љубов. И тоа е начинот. Колку што повеќе копнееме да бидеме со Бог, ќе го познаваме повеќе. Колку повеќе го познаваме, повеќе го љубиме. Колку повеќе го љубиме, ќе доаѓа увереноста, смелоста и ќе се оди стравот. Давид може да се исправи во секоја опасност, зашто имаше љубов, која беше изградена на односите што ги градеше со Бог. Затоа неговото срце беше според Бог. Таа негова близина што имаше, љубов и увереност. И тој градеше искуство со Бог. Неопходно е да поминуваме време во читање на Библијата. Тамо ќе го запознаваме Бог. Неопходно е да одделуваме такво време. Неопходно е да одделуваме време во молитва. Во секојдневието, постојано, да го бараме Бог во секоја ситуација. А тој не се крие. Ние немаме мистериозен Бог. Ние имаме Бог кој се открива и не води.
и гради, и тој копне да се гради тоа општина со него. Значи тоа се двете основни работи што ги гледаме на почетокот. Искуството што го градеше Давид со Бог, заради љубовта што имаше кон него. А сето тоа даваше некаква смелост. И каква беше неговата смелост? Има секаков вид смелост. Има многу видови смелост. Неговата смелост е постојана. Тој вели, и полк да се крене против мене, нема да се исплаше срцето мое. Дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Дури и татко ми и мајка ми ако ме остават, пак нема да се уплашам, зашто знам дека Господ ќе ме прибере. Реков дека има различни видови смелост. Има многу смели луѓе околу нас. Сите сме смели. Смели додека не дојде опасноста. Смели луѓе има полно на Фейсбук. Јас имам еден куп контакти, пријатели, кои се многу смели и пишуваат многу смели работи. Многу смело критикуваат, многу смело напаѓаат, многу смело обвинуваат најголемите јунаци на тастатурата, на маса, во кафеана, во разговори. Смелост, голема смелост. Но таа смелост многу лесно знае да си отиде, да исчезне, кога доаѓа вистинската опасност. Давид вели, цел полк иде против мене. Саул со целата војска да застане. Целиот народ да го собере против мене. Пак нема да се уплашам и нема да ја загубам довербата. Не исчезнува, вели, таа моја смелост. Останува. Тоа е вистинската смелост. Ако смелостта се гради на љубовта во Бог, таа не се празни, не се троши, не престанува, продолжува и тоа кога ќе дојде опасноста, постојана е. Не само Давид, реков, полна е Библијата со такви луѓе, кои од љубов кон Бог во нетешките ситуации покажуваа смелост. Сеќавате, пак ќе спомнеме, Седрах, Мисах и Авданаго. Кога беа соочени со опасноста да бидат пратени во огнената печка, тие рекоа, ние знаеме дека нашиот Бог ќе не избави. И продолжи рекоа, па дури и да не избави. Ние пак нема да се поклониме и ќе одиме во печката. Е голема смелост. Нема да се поклониме. И тука покажа љубовта. Љубовта кон Бог дава смелост која може да помине ни секаква, да не преведе ни секаква опасност. Седрах, Мисах и Авданаго не беа сигурни дали Бог ќе ги избави од опасноста. Но тие беа спремни од љубовта кон Бог да влезат во таа опасност и со тој ризик да не бидат избавени. Па дури и да не избави Бог, ние сме спремни да го дадеме животот за него. Имаме ли таква смелост? Имаме ли таква сигурност? Или пак во опасноста доаѓа стравот? Ако, хипотетичко прашање, ако бидеме изложени на опасност, животот не изложен на опасност заради верата, ќе се откажеме ли од Христос? Се откажеме ли од Бог? Имаме ли таква љубов, таква сигурност, такво искуство, таква вера во Бог, сме спремни во неголемата опасност да останеме во верата. Има да таков случај, некој проповедник на евангелизација говорел пред луѓе и ги нападнал алкохоличарите. И после службата му дошол некој со пиштол пиен човек да му врати за работите што ги кажувал. И човекот рекол, како што гледам колку си пиен, тешко дека ќе ме погодиш, онака како што јас ја погодив целта преку проповедта. Штом ти ми излегуваш со пиштолот, значи сум погодил. А ти тешко, дури ако погодиш, јас знам кај одам. Тоа е смелост, увереност во Исус Христос, каква што Давид ја спомнува. И таа смелост на Давид гледаме дека го победува обесхрабрувањето. Во овие стихови кај Давид дури гледаме моменти во кои што го напаѓа
така, не стравот толку колку неизвестноста. Вели, не сокривај го од мене лицето свое, не одбивај го во гневот слугата твој. Биди мој помошник, не отфрлај ме и не оставај ме, Боже Спасителе мој. И не предавај ме на своеволноста на непријателите, зашто останаа против мене лажни сведоци со насилство во нивните носници. Знаеш, тоа е миг на неизвестност. Што ќе се случи? Гледаме кај Давид на таква доза. Доаѓаат такви моменти во животот. Тешки моменти. Секому, пред секого доаѓаат. Никој не знае од нас в какви ситуации ќе помине. Може да дојдат многу тешки моменти кои тешко се преживуваат во здравето, блиските, финанси, работа, односи со луѓето. Но Давид може на крајот пак да каже, но јас верувам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. Го кажува, се кажува таа неизвестност, неувереност во овој стих од 9 до 12. Но во 13 повторно вели, но јас не се откажувам, не се предам, зашто знам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. Знам дека Господ ќе го направи најдоброто и ќе ме избави. Зошто е тоа важно? Зошто е неопходна вистинската смелост? Зашто само вистинската смелост ќе го избрка стравот. Стравот кога ќе влезе во нас, а кога ја немаме смелоста, љубовта, верата во Бог, стравот има способност, има капацитет да расте. Стравот не стои на исто место. Стравот не се намалува само од себе. Стравот се храни. Колку повеќе го држиме, тој повеќе расте. И на крајот тој поминува во паника, во депресија и во нерационални дејства. Тоа е карактеристиката на стравот. Ако немаме вистинската љубов и вера во Бог, стравот ќе не совладе, ќе не победи. Давид ја имаше таа смелост да го прекине, да го сопре тој страв. И да каже, јас верувам дека ќе видам Господовата добрина. Сосема природно да дојде неспокојството, немирот. Живееме во несовршен свет, постојано се соочуваме со различни неудобства, опасности, непријателства. Единственото решение кој ќе нас спаси од стравот, од паниката, од очајот е увереноста во Бог. Сигурноста што имаме во Бог. А таа сигурност, како што кажавме, доаѓа од љубовта, доаѓа од заедништвото, доаѓа од искуствата што ги имаме со Бог. Тие се основните работи. Давид имаше таква сигурност, зашто сакаше да биде со Бог, го љубеше Бог, ја познаваше Божјата љубов и ги памтеше во минатото сите оние ситуации на Божјото избавување. И на крајот само како заклучок, да градиме заедништво со Бог, кој ќе произведе смелост и да се молиме Бог да ни помогне да ги победуваме стравовите. Реков како се гради? Читање на Словото и молитва. И кога читаме, да се обидуваме да памтиме што Библијата вели за Бог. Да го ставаме во срцето, да ги ставаме во срцето, тамо да ги складираме зборовите. Има да многу убав стих кој секогаш кога доаѓа стравот на известноста може да помогне. Оно од Римјаните 8 глава 31-32. Ако Бог е со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари и се друго заедно со него. И гледате каква логика има во овој стих. Совршена. Вели, Бог, кога требаше да го жртвува својот син за нас, не се двумеше, не се откаже, го даде. Иако тој беше согласен да го даде својот син, како нема да не ги даде и сите други работи? Ако тој беше спремен синот да си го даде, па ќе му биде ли тешко и другите работи кои ни требаат да не ги даде? И тука гледаме повторно искуство. Ние можеме да имаме увереност, сигурност во Бог. Не зашто веруваме дека тој би го направил тоа, што е веќе го направи. Веќе покажа верност, веќе покажа љубов. Тој веќе го даде
најтешкото она што се дава. Го направи веќе најтешкото. Си го даде својот живот. Колку повеќе сега ќе ги прави полесните работи за нас. Најтешкото го направи. Го даде својот син. И да си го памтиме овој стих. И кога доаѓаат тешките, да го научиме напамет, да го знаеме напамет. И кога доаѓаат тешките моменти да се подсетуваме. Бог веќе го направи најтешкото за мене. Тој умре за мене. Колку повеќе сега и другото ќе го направи, полесното. И да се молиме. Да се молиме. Многу стравови има. И мене ме напаѓаат постојано стравови. Но едно знам. Кога во стравот ќе застанам пред Бог, на молитва, ќе клекнам, знаете какво спокојство доаѓа, измир. Секогаш состојбата е поинаква после молитвата. Да, стравот потоа пак може да дојде. Пак на молитва. И повторно Словото. И тоа е животот, така живееме до крајот. Подсетувајќи се на Божјата љубов, живејќи заедно со Бог, молејќи се и живејќи заедно со Божјото општество, живејќи во Божјиот дом, во Божјата црква. Ако имаме стравови, да ги споделиме со оние на кои им веруваме, па заедно да се молиме и заедно да се бориме против тие стравови. А Бог кој го направи најтешкото за нас, ќе донесе сигурност. И во заедничкиот живот со Бог, подкрепата еден со друг, во молитвата, на крајот ќе можеме сигурно да си кажеме: на Господа чекај, биди храбар и со јако срце, на Господа чекај. Биди во заедништво со Бог, моли се и останува една работа. Да чекаме на Господ, а Тој кој го направи најтешкото, сигурно ќе не даде избавување на најдобриот начин. Избавувањето секогаш доаѓа. Дали овдека или во Божјото царство, избавувањето доаѓа. Што Бог веќе покажа неговата верност. Да чекаме на Господ и да бидеме храбри и со јако срце. Да не паѓаме во духот. Зашто Светиот Дух во нас не ни дава страв, туку ни дава сила, љубов и трпение. Да го изчекаме Божјото време и Божјото избавување. Амин.